Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, 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 woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Ивана ја запознав кога беше моја студентка на Институтот за етнологија и антропологија. Не знаев ништо за неа, исто како и за другите студенти од незината генерација, таза излезени од средношколските клупи. Беше редовна и внимателна, но постојано кашлаше. Во еден момент, изнервирана од постојаните прекини, ја прекорив. Ивана, ако не си окей, па немој да доаѓаш додека не оздравиш. Ме погледна без лутина и најсмирено рече: професорке, не се секирајте, мојата болест е поинаква. Кога дознав дека боледува од цистична фиброза и дека кашлањето е еден од симптомите, се засрамив. Во текот на студирањето имав прилика и да и се извинам, но и седејќи на клупите пред долната зграда на ПМФ, да дознам повеќе и за ретката Ивана, и за незината ретка болест. Јас сум Илина Јакимовска. Оваа прва епизода од третата сезона на подкастот Обични луѓе ја емитуваме во февруари, кој традиционално е месец на ретките болести. Но тоа е само повод. Вистинската причина е животната приказна на Ивана, од која и здравите и оние со нарушено здравје можат многу да научат. Родена сум во Прилеп, 91 година. Во јули сум родена, така да детството ми помина во Прилеп, моите се живеат во Прилеп се уште. Јас патувам номад сум сега Скопје, Прилеп, зависи кој како најди работа. И детството во глобала ми беше како на секој нормално здраво дете, немав некои поголеми потешкоти, да речам во однос на трчање, некои активности, како сите други деца може со исто темпо да ги следам игрите што се играја на улица, по цел ден бевме излезени, лето, зима, со снег, со прскање со вода во лето, така да немав некои, да речам, поголеми здравствени проблеми тогаш, освен нормално контролите што морав да ги правам во Скопје. Обидувајќи се да сватам каква болест е CF, како што скратено се нарекува, најдов на интересен текст објавен во стручно медицинско списание. Во него се вели дека иако самата болест била препознаена дури во 1938 година, тоа не значи дека таа претходно не постоела. Децата низ светот веројатно боледувале од неа уште од древни времења, но нивниот многу краток животен век бил толкуван како последица на други несреќи и болести. Во средниот век постоела и поговорка: тешко на детето чие чело кога ќе го бацише солено. И денес, еден од тестовите за утврдување на присуството на цистична фиброза е токму со одредување на количеството сол во потта. Првите симптоми мене ми се јавиле уште како бебе. Сум имала некои проблеми со столицата, така моите сватиле дека нешто не е во ред со мене и почнале од тогаш испитувањата по болници, прво нормално во примарна здравствена установа, матични лекари, после до клиника се стасало и до диагнозата цистична фиброза. Обично кај пациентите кои се како мали откријани со CF, како јас, што сум била на 2 месеци, кога сум имала, се јавуваат проблеми најчесто со столицата и покрај внесувањето на храна, бебето да не се развива добро во килажа, во раст, така.
Така да тие биле првите симптоми и после следувало процес на тестирање со потен тест, тоа го викаат. Тоа значи дека се проверуваат хлоридите во потта и ако се покажи дека во потта има голем број на соли, тогаш станува збор за најчесто за цистична фиброза, односно за дете болно со ЦЕ. После таа диагноза нормално следуваат постојани контроли на гледување на детето, затоа што станува збор за болест која си има многу последици, затоа што е и прогресивна болест, состојба и животозагрозувачка и постојана, не може да се лекува нормално и мултисистемска. Повеќето родители на ваквата диагноза би реагирале со страв, забрани и преголема заштита. Но оние на Ивана одлучиле да следат поинаква логика. Така да детството некако од мала моите ме научија да бидам спортски активна. Мислам дека тоа беше многу добро за мене и во делот на социализација посебно, но и во делот да стекнам така некој, да речам, имунитет, да не ме држат како во стаклено звоно или нешто, туку да се мешам со други деца. Од 3,5 години почнав да скијам. Татко ми, пошто и професор по спорт, некако ми беа форсирани тие работи да одам на некои спортски активности. Од 3 години исто почнав со пливање. Мислам дека и на 4 години при Лепското езеро имав препливано. Така да во делот на спортот бев многу активна, бев исто така запишана на гимнастика. Возев ролери, еден куп така спортски активности што ме одржува во добра физичка здравствена состојба. Мислам дека тоа допринесе и за денес на мој 30 години да бидам, да речем, со колку може добро здравје. Цистична фиброза е генетско нарушување, а се наследува само ако двајцата родители се носители на дефектниот CF ген. Тоа не значи дека тие се болни, но затоа е висок процентот на веројатноста да биде болно нивното дете. Баш поентата на цистична фиброза е двајцата родители да имаат мутиран CF ген. Тоа значи дека постојат над 2000 мутации на тој ген и секое дете добива по една различна мутација од двајцата родители. Има пациенти кои родителите му имале иста мутација на генот, кои имаат пример дупла делта F508, таа е една од почестите мутации кај пациентите со цистична фиброза. Така што кај секој пациент мора наследувањето да биде од двата родители по еден дефектен ген. Меѓутоа, и двајцата родители да имаат еден дефектен ген, 25% шансите да добијат здраво дете се исто како и 25% шансите да добијат и болно дете, или 50% да добијат дете кое би било здраво, но би било носител на генот. Така да јас сум од тие 25%. Болест е релативно, да речам, нова, не се знаело порано за цистична фиброза толку многу. Така што дури да имало некои предци, да речам, со ЦЕФ, не би знаеле. Дури моите родители, кога им кажале за цистична фиброза, толку биле слаби информациите за болеста, толку многу малку се знаело, што немале од каде да се информираат, да стапат во контакт со други пациенти што биле повозрасни. Во Македонија конкретно, највозрасниот пациент е 40 и нешто години. Фактот дека CF е наследна болест е голем хендикеп за планирање родителство. Поотаму болните доскоро ретко се решавале на ваков чекор. Но генетските тестови, како и раниот скрининг во текот на бременоста,
Сега им дават храброст на младите парови да го сторат тоа. Сега прв пат во Македонија имавме баш пациентка со цистична фиброза, девојка која жена во суштина, која го роди првото бебче и бебето е здраво, бидејќи таткото не е сопругот на девојката со ЦЕФ, не е носител на ниеден ген. Тоа значи дека бебето е најверојатно само носител и е сосема здраво. Така да ја и мојот сопруг ако решиме да имаме дете, може најпрво би го провериле него преку маму, преку крвна анализа, дали е тој носител на генот. И потоа да видиме дали има шанси да имаме здраво воопшто дете или бидејќи тој ако е носител на генот, 50-75% би биле, колку што знам, шансите детето да е болно и 25% да е носител. Формирањето семејство и имањето потомство се деликатни и интимни теми и за здравите. Но Ивана нема проблем да ни раскаже за тоа како почнала незината врска со сегашниот сопруг и како тој ја прифатил реалноста на животот со човек со ретка болест. Ние со Дамјан се знаеме во исто друштво практично бевме. Така да пред да бидиме во врска бевме 8 години другари. Од исто друштво, после тоа почнавме врска 4 години, па еве сега во брак сме, мислам 3 години од 2018. 4 годинава. 4 години брак, 4 години врска, 8 години другари. Така да во друштвото мој сите знаеа за дека имам цистична фиброза. Може никогаш не беше така конкретно зборувана, јас имам цистична фиброза.
Ама, не знам како јавна тајна беше и плюс јас сум човек што се зафркава многу на моја сметка, онака си почитувам трн хумор, така да се смееме на некои такви работи кога имам лоши резултати, така им пишувам порака да тако сам дно живота и некои слични работи. Така да сите беа информирани за мојата здравствена состојба, посебно па делот дека голем дел од другарите ми се и медицински образовани, медицински лица се, и Дамјан, мојот супруг, е стоматолог по професија, така да учени му се педиатријата, позната му беше и болеста. Инаку, да, имавме разговарано, конкретно дали нормално знае дека и животниот век на пациентите со ЦЕФ не е како на некој човек кој е здрав, да сега. Но бевме решени да се бидиме заедно, бидејќи ни е убаво и двајцата имаме слични сваќања за животот, дека битен е квалитетот, не квантитетот. Крај краева, дури и кај здрав човек, ништо не е гаранција дека ќе живее долго, посебно сега времињава како што се стресни со пандемија, со се, ништо не е гаранција. Така да имаме слични сваќања за животот во тој дел и немавме некои потешкоти. Нормално, тешко е кога треба да се одделиме, јас да бидам на болница 2 недели. Ако сум 30 години, секој одење на болница ми е многу стресно. Порано, пример, како мала, во среда одевме на контроли, преку еден месец или секој месец, не можам да се сетам како. И тогаш ми беше страшно боцкањето, земањето крв, спутум, земање, такви работи. Сега ми се страшни резултатите како голема. Ама стравот си останува, само за различни работи се плашиме. И секој одење на болница, онака за да примам терапија 2 недели, кога треба да лежам, и искрено со плачки, така. Многу сум емотивна и го чувствувам како време кое го губам на некој начин. Не во смисло знам дека е тоа за мој здрав, за моје подобрување на здравието и одржување на кондицијата, меѓутоа го чувствувам како време кое не можам да се поминам со семејството, со друштвото, и го чувствувам како да го губам тоа време некако, дури сум на болница, и од тој аспект ми е многу стресно. Ивана е председател на Сдруженијето за цистична фиброза и често истапува во медиумите, залагајќи се за правата на сите со ретки болести. Во едно од незините неодамнешни интервјуа прави паралела на она ни што минуваат болните од ковид и секојдневниот живот на пациентите со ЦЕФ. Многу од луѓето сега сватија што значи да кашлаш цела недела, да не можеш да спиеш од кашлење, да имаш слаб апетит, да имаш болки во телото, во одредени симптоми така на болест. Кај нас посебно делот со кашлањето е постојан. Јас откога знам за мене кашлам постојано. И сега некако сакав да дадам до знаење дека тоа што гледавме да се изолираме едни од други за време на пандемијава кај пациентите со ЦЕФ е нешто што го знаеме од мали. Дека не смееме едни со други да се дружиме заради крос инфекции, мора да држиме дистанца, треба да одбегнуваме така јавни превози, гужви. Меѓутоа, јас како мала, искрено, на моите родители може би било многу побитен делот со социализација, не ме скратиле од одење на тренинзи, од такви работи. На факултет гледав да не бидам во студентски дом заради условията
реално кои се лоши. Затоа живеев и во стан, ама пак некој баланс да се направи меѓу тоа и јас да имам живот, а да бидам на некој начин и по-заштитена во еден дел. Така да мислам дека добри одлуки донесли во тој дел за моја и заштита, но и да влезам во живењето во реалниот свет, да влезам во општественото живење, да бидам дел од случувањата. Енергијата на Ивана е неверојатна дури и за здрав човек и за разлика од незината болест, заразна. Но раното сознание за тоа дека може да умре порано од незините врсници не било лесно. Некаде околу крај на основно или почеток на средно, една вечер си седев на компјутер, разбарував по интернет, не знам како ми текна во врска со мојата диагноза, и тогаш видов една статија каде што пишува дека животниот век на пациентите со кистична фиброза е 20 на години. Тогаш јас бев 14 години, не знам, така, од прилика, и ми падна на вистина многу тешко. Го скорнав мајка ми и татко ми од пиење, мислам дека 1 часот на вечер беше 12, не знам како беше. Ги скорнав со плачење мајка ми и татко ми, да им кажам што прочитав. И тогаш моите ме седна и демек ми кажа дека нормално животот на никој не е неизвесен. Може би сега 20 години е животниот век стандарден, ама по 10 години може би тој животен век ќе биде многу подолг. Медицината оди напред секој ден. И крај крајава тоа е само еден стандард земен од најмладиот и најстариот пациент кој како починуваат, да речем. Не е дека стрикно на 20 години сите починуваат. И дека секој си има своја иднина. И тогаш татко ми баш ме праша дали јас досега сум задоволна со мојот начин на живот и дали сакам да се сменам со, не знам, со некој мој пријател или нешто. Дали стварно сум задоволна од начинот на кој си го живеам животот. И тогаш сватив дека без размислување дека не сакам да се сменам со никој друг, нити од моите пријатели, нити од некој што познавам, дури за сметка на тоа да бидам здрава. И некако сите дома сме со иста премиса дека многу е побитен квалитетот на животот колку квантитетот. Нормално, убаво е секој да си доживее старост, да ги види сите промени во животот кои се случуваат. Меѓутоа, баш може сум се родила во точно време кога медицината оди напред, па не знам, никогаш не може да се речи дека може нема да доживам старост, така да се надевам на најдоброто сценарио. Тоа најдобро сценарио не е неостварливо. Од пред 10 години во светот постои модуларна терапија за ЦЕФ, која во голема мерка го олеснува животот на пациентите, го продолжува нивниот животен век, а кај раното дијагностицирање може и целосно да ги отстрани симптомите. За жал, таа се уште не е достапна во Македонија. Модуларната терапија е нешто најблиску што е до генетска терапија. Во суштина таа го променува протеинот на генот. Кај нас, кај пациентите со ЦЕ, има како 5 групи, во зависност од тоа во кој дел не функционира нешто. Некаде има прекин во ерената, некаде има проблем со протеинот и не добра размена на солите со водата. Така да ова модуларна терапија го коригира протеинот кој не функционира. И таа размена со солите и водата ја прави функционална. Со тоа се добива во организмот да не се ствара леплив густ секрет во сите органи, туку
протокот да се оди нормално како кај здрав човек. Ако почне да се зема од мали години терапијата, голем дел од пациентите нема да имаат толку влошување на состојбата, прогресијата многу се намалува и можеби нема да стигнат дури до земање на панкреасни ензими. Така што колку порано се почне со терапијата, толку се запираат некои процеси кои болеста сама си ги носи. Приватно воопште нема да се купи ова терапија, бидејќи мора на почеток да се зема под надзор на клиника, бидејќи има јаки нуспојави и мора да се испочитуваат одредени стандарди кај пациентите кои треба да ги имаат за да се подобни за таа терапија. Така што сега јас да сакам да си земам терапија, јас можеби знам која ми одговара на терапија, но јас не смеам да земам таква терапија самостојно. Објаснувањето зошто оваа терапија не е овозможена кај нас има врска со бројот на пациенти. Иако болеста е ретка, сепак не станува збор за 1-2, туку за над 100 пациенти. Модуларната терапија е скапа и мора да се прима во континуитет. Но вистинското прашање треба да биде не колку се скапи лековите, туку колку чинат овие човечки животи. Пациентите со ЦЕВ не се во групата на сите други кои имаат ретка болест. Можеби затоа што сме, да речем, во поголем број од другите пациенти. Другите болести се со 3/4 пациенти во Македонија, 10. Кај нас имаме 130 пациенти со цистична фиброза и претпоставувам дека заради паричните средства кои би требало да се издвојуваат, сме некако на некој начин игнорирани во барањата. Ивана денес има 30 години. Никогаш не мислела дека ќе доживее толку. Како во филмот Bucket List со Джек Николсон и Морган Фриман, и таа имала свој список нешта без кои не сакала да го напушти овој свет. Задоволна е што и се исполниле. Баш кога го спомнав тој делот, кога го доживеав тој шокот во почеток на средно, тогаш си посакав желба барем да стигнам до тие 30 години кои тоаш беа стварно невозможни изгледаја. И имав желба да барем да се заљубам и да возам со мотор, многу имав љубов кон мотор, да летнам со параглајдер, да прошетам колку можам дел од земите во Европа и ги направив голем дел од тие работи, искрено. Дури сега пред пандемијата бевме и во Франција на скијање на Алпите, се качих на 3330 метри надморска висина и тоа што ми го виде очите на вистина ја полни душата, да речам, и дава смисла на живеењето. Положив за кола, за мотор, летнав со параглајдер, навистина доживеав многу работи кои сакав да ги направам. Единствено проблем ми беше тоа што многу сакав да студирам на факултетот за драмски уметности, да бидам актер. Во крај на средно сватив дека тоа е невозможно, да речам, со мојата диагноза. Тогаш некако многу голем пораз почувствував, бидејќи сватив колку може да ме кочи мојата здравствена состојба во остварување на сумиштата. Ама работите некако гледав да ги направам, да пак да одат во моја полза и да го извадам максимумот од секоја ситуација. Така што крај на средно ми се случи едно многу убаво искуство. Бидејќи имам многу голема љубов кон театарот, одев на проби во Филепски театар и да ги гледам глумците како ја спремаат представата. Нормално ми беше тоа дозволено, прашав дали смеам да присуствувам, ми беше дозволено од режисерот и по неколку денови од пробите, на читачки проби беа на почеток, една од глумиците
доби некои здравствени проблеми, мораше да отсуствува и режисерот дојде до идеја дали ти би сакала да играш лисицата во Малиот принц. И некако така си се наредија работите, јас со професионалниот ансамбл на Прилепски театар играв во Малиот принц, бев лисицата. И можам да кажам дека, може би не се запишав на драмски, ама тој сон да глумам во театар ми се оствари. Гледав во споменарите пред некој време кои ги имав, многу сум сакала да појдам во Дизниленд, некоја животна неостварена желба ми било да појдам во Дизниленд. И моите родители на 2 пати ме носеа во Франција по болници, така да и тоа го видов. Успеавме покрај болниците да појдеме и во Дизниленд. Така да од некоја страна сите желби си најдуваат некој чоше каде што ќе се проснат и да се остварат на некој начин, без разлика дали сум била за по болници, па се оствариле со ништата. И од моите сум научила дека, и кога сум оделе на контроли на Скопје, колку и стресно да ми било тоа, гледале да ме однесат и до Золошка после контрола, или на Златно Славејче, така да се извади некој максимум од сето тоа, да не бидат спомените поврзани само со болница и со креветите таму. Ивана нема проблем да зборува за својата состојба, затоа што, како што вели, тоа е најдобриот начин на болеста да ѝ се даде човечки лик. Но не се сите болни од ретки болести подготвени јавно да истапат. Дури и обратно, некои од нив се кријат дури и од своите најблиски. Меѓутоа, голем дел од пациентите ја кријат состојбата, не само од нас, од другите пациенти, туку си ја кријат и во фамилиите, не споделуваат. Искрено многу ми се чудни тие мене работи како човек кој растел во заедница која не криела ништо во однос на состојбата, ниту со пријателите, ниту со роднини кои сум ги имала. Сите знаат за мојата здравствена состојба. Баш мислам дека напротив тоа е нешто што кај пациентот може да му даде една сигурност да оди понатаму и да се вложи во животот баш онака да направи максимум од тоа што го има. И не знам како можам да помогнам на таквите пациенти за да увидат дека ако не се крие состојбата, можат навистина да имаат убав и исполнет живот. Искрено како човек, мислам дека тоа мене ми е суштината на постоењето. Мислам дека треба само не знам што точно да направам за да им дадам до знаење дека животот може да биде убав и да бидеш прифатен дури и да си со одредена здравствена состојба. Во еден дел ја разбирам таа потреба од кријањето заради начинот на кој се стигматизираат одредени групи на граѓани. Не знам, би тргнала од личен пример. Јас завршив пред 4 години на факултет за етнологија, антропологија и од тогаш не можам да најдам работа. Океј, во приватен сектор е стварно потешко заради мојата здравствена состојба, затоа што тоа се коси со, да речам, со бизнис идеологијата, со помали загуби, поголеми профити. Меѓутоа, државата не ни подава рака да застанеме на свој нозе, не држи да видиме во одредена економска зависност од родителите, од сопружниците. И мислам дека може би тоа е едниот аспект заради кој голем дел од пациентите кријат за здравствената состојба. Од друга страна имам слушнато дека пациенти кријат и од сопружниците, од пријателите за својата здравствена состојба. Ама во тој дел не знам која е причината, бидејќи кога се склучува граѓански брак, ве прашуваат дали сте запознаени со здравствената
состојба на идниот сопруг. Така да, најверојатно тоа е, може и казниво со закон, ако не си запознан со здравствената состојба. И ми изгледа многу логично секој при, да речам, со здрава одлука, со добро обмислена одлука да стапи во брак, со знаење на здравствената состојба на пациентот. Така да, не знам, дел од овие работи ми се некако можам да ги сватам зашто се случуваат, меѓутоа да, во странство е поотворено се зборува за овие работи за пациентите, било да се со цистична фиброза или со друга болест, се поприфатени дефинитивно. Мислам дека и самото тоа што добиваат посовремена терапија нормално им дава некој ветер во крп, да речам, бидејќи стануваат поздрави, поработоспособни. Кај голем дел од пациентите сега, посебно кај девојките, многу во странство останаа трудни после новата модуларна терапија. Така да се опуштаат во однос на создавање на семејство и во тој дел, да, модуларната терапија би помогнала, меѓутоа мора и сами да си помогнеме и да се прифатиме, за да може да бидеме прифатени од другите. Се вели дека пандемијата не направи посвесни за сопственото здравје и не потсети на старата латинска изрека «Мементо мори» – запомни дека си смртен. Но дали ќе не направи и посочувствителни и солидарни со оние на кои не им е потребно потсетување дека можат набрзо да умрет? Дали наместо да губиме време, ќе се фатиме да ги остваруваме желбите на нашиот список? Запомнете, најважно е да се заљубите, а потоа заедно со саканиот да ги скачите Алпите. Јас сум Илина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Прекрасни фотографии од досегашните авантури на Ивана, незината еко свадба и миленичињата за кои се грижи можете да видите на нашиот сајт običnilуѓe.mk.